безбедна животна средина. Членовите на кабинетот гостите, кои што денес се тука меѓу другите, се разбира. Сакам да бидам краток и прецизен кога станува за ова законско решение. Кое што како и многу други законски решенија кои што можат да парализираат, не беше носено ад хок, ниту беше носено по принципот на пресила. Туку беше носено во еден инклузивен процес, заедно во консултации со сите засегнати страни, со сдруженијата, со производителите, со дистрибутерите, со хотелиерите, со луѓето кои што имаат своји ресторани, ноќни клубови и така натаму. Практично целокупниот овој процес создаде еден производ во кој што целта на владата беше да излеземе сите подjedнати незадоволни. Гласовете следната недела, овде ќе биде ставена седница на владни седници, може и другите колеги од владата да дискутираат. Не постои идеално решение, не постои нешто кое што може да биде брилјантно и идеално, но мислиме дека и целиот некој законско решение во голема мера ги регулира односите кои што треба да се случуваат пред општеството, кога станува збор со производството и дистрибуција на производите, но истовремено и нивното користење во просториите и надвор просториите кои што Сдруженијето проекат практично ги го интересира. А и ригорозни на целата територија. Повторно на целата територија на државата. Нема да има овластени региони, градови, населени места и така натаму, каде што ќе нема да се почитува законот. И за ова јас гарантирам, и тука ќе нема никаков парламент. Неколку законски решенија оваа влада во задатниот период одлучи да изработи, кои што на луѓе не беа може да штети на политичката репутација, но ние одлучивме да влеземе во тие процеси, затоа што оцениме дека на тој начин ќе заштитиме повеќе човечки животи, што постои безбеден град система, ние имаме преполовено брой на човечки жртви споредено со истите години. Очекуваме дека и со достапна примена на овој закон, исто така ќе имаме позитивни резултати кога станува збор за здравјето на луѓето и уште некои други закони кои што не се тема сега на оваа денешна наша средба, но исто така кои што се користи општествено за следењето и за граѓаните, дека тие се дел од политиките на нашата влада. Ако некој мисли дека ќе биде повластен, па бил близо со овој, па нема да почитува законот, па нема ли да го фатите слично, се лажа. Можете еднаш да погледнете да казнете, ако не ве фатиме, па дури втори. Но третиот пат сигурно ќе бидете фатени и ќе бидете санкционирани. Така што Почитувани представници на бюлите, почитувани присутни, дозволете ми најпрво да изразам благодарност за учеството и конструктивноста во овој процес на сите присутни во секој период. Денешниот состанок има важна институционална улога, со него практично ја заокружуваме целокупната консултативна и институционална поставка за предлог закон за заштита од употреба на производи од тутун и сродни производи од младите кои одржуваат забрана на пушење во затворени јавни простори и овие бројки покажуваат дека станува збор за прашање за јавното здравје на државата, за заштита на децата, за заштита на пешачите, заштита на работниците и со тоа јасни правила во јавниот простор во државата. Новиот закон носи конкретни и мерливи придобивки, обезбедува чист воздух во затворени јавни и работни простори и ги опфаќа новите производи, вклучително електронските цигари и несоголивите тутунски производи кои што ги имаме на пазар. Ја зборувам заштитата на децата преку намалување на нормализација присутна во училиштата, заштита во приватно возило во присуство на дете, како и на 25 од резорите на здравствените образовните институции и установите за деца. Законот ја затвара и сивата зона за терасите. Стариот закон знаете дека само велеше дека пушењето е дозволено на тераси, без доволно јасни услови за истите
додека новиот закон обедува јасни и справедливи критериуми, како например терасата мора да биде отворена од најмалку 2 страни, во делот на рекламирањето, промоцијата, спонзорствата, законот обедува сеопфатна забрана која ги опфаќа онлайн платформите, социјалните мрежи и инфлуенсерските маркетинг канали, што не постоја порано, кога се носеше стариот закон, а денес има силно влијање врз промоција врз младите. Новиот закон предвидува 14 надзорни органи со прецизно разграничени надлежности за секој од нив. Ова е важно затоа што законот мора да биде не само добро напишан, туку и добро спроведлив и секаде во државата. Инклузивна комуникација со предлагачот на законското решение, при што делот за грешките, ставовите и укажувањата на деловната заедница ја занимава. Нагlasуваме дека црсто го поддржуваме заложник за засилена заштита на малолетните лица, включително на ограничениот пристап, продажбата и употребата на тутунските и сродни производи од една страна, принцип кој самите ние компаниите го преминуваме преку конкретни механизми и програми. Истовремено, го поддржуваме наследието на балансирани регулаторни решенија кои возможуваат одржливост, предпазливост и диференцијација меѓу различните традиционални и нови тутунски производи. Едната регулатива и нашата натамошна соработка, каде нудиме целосната експертиза како мултинационални компании